28 глава. Неговата представа за себе. Зошто на некои многу способни и талентирани мажи, вратите на можностите и на прифатеноста се постојано затворени за нив, додека други исто толку или помалку способни мажи имаат речиси неограничени можности и успех во секоја област од нивниот живот. Тоа не е фер. Вистинското време се разбира има некаква врска со тоа. Бог има време за се и Тој го прави во нас она што треба да се направи за да не подготви за она што предстои. Ако имаме чувство за Божјото време, ќе имаме мир да чекаме на Господ за тоа. Меѓутоа, може да постои и друга причина за таквата состојба, а тоа е сликата што мажот ја има за себе си. Ако има ниско мислење за себе си, тогаш тој ќе се сомнева во својата вредност, што ќе се одрази на се што прави, дури и во неговите односи со другите. Луѓето кои се чувствуваат непријатно заради неговата несигурност, може да го одбегнуваат, а тоа од друга страна ќе влијае на начинот на кој тој се однесува со своето семејство, пријателите, колегите, па дури и тугинците. Очекувајќи да биде отфрлен, тој ќе биде отфрлен. Ден доживеа големи фрустрации, обидувајќи се да го пронајде својот пат во животот. Тој не знаеше кој е или каде се вклопува, или дали воопшто некаде може да се вклопи. Неговата преокупираност, обидувајќи се да го свати сето тоа, предизвика големи фрустрации меѓу него и неговата сопруга Синди. Таа се обидуваше да му помогне, но тој не ги прифаќаше нејзините совети. Тој сметаше дека со нејзините мислења и предлози, таа само се подсмева на неговата способност да ги свати работите самиот. Неговата реакција беше отфрлање на нејзините зборови, што пак предизвикуваше таа уште повеќе да се бори и да се брани себе си. Колку повеќе Сидни се обидуваше да не се чувствува безвредна, толку повеќе Ден и возвраќаше, се додека во фрустрацијата на неговата сопствена несигурност, тој сосема ги отфрли нејзините напори. Ваквата борба, која стануваше се полоша и полоша, можеше да доведе до развод, но Синди научи како да се моли, наместо да се бори. Таа го молеше Господ да ѝ помогне, да разбере што се случува со Ден. Сакаше да знае зошто тој ја отфрла, кога таа само се обидува да му помогне. Бог ја откри дека своето ниско мислење за себе си, тој го научил од својот татко. Тој исто така ја искусил истата таа несигурност во својот живот. Кој да беше изворот на таквото однесување на Ден? Сидни знаеше дека Бог има сила да го промени тоа. Таа реши да се моли колку што ќе биде потребно за Бог да ги скрши оковите на само презирот и да го обликува нејзиниот сопруг според неговиот лик. Таа го молеше Бог да му помогне на Ден да го најде својот идентитет во Господ. Таа исто така се молеше Бог да ѝ помогне да му зборува на Ден во духот, а не во телото, за нејзините зборови да бидат примени како охрабрување за неговата душа, а не како критика. Беа потребни неколку месеци пред таа да види некакви промени, но најпосле се случија големи промени. Прво, Ден научи да верува дека неговата сопруга е во истиот тим со него, а не негов противник. Тие се согласија да престанат да се расправаат и се обврзаа да работат заедно. Тој почна почесто да оди во црква, а таа можеше да види дека тој се моли и ја чита Библијата со нова вера. Ден постепено почна да се гледа себе си како еден од Божиите љубени синови, а не како грешка на еволуцијата. Колку повеќе ја чувствуваше сопствената вредност и го прифаќаше тоа што е, толку повеќе беше ценет од другите. Неслучајно, вратите на можностите почнаа да му се отвораат и Ден набрзо ја најде прифатеноста и успехот за кој секогаш сонуваше. Ако сликата на твојот сопруг за себе си треба да се поправи, биди трпелива.
Одговорите не доаѓаат преку ноќ, кога еден долготраен начин на размислување треба да биде скршен. Но можеш да ја примениш Божјата сила за да се бориш против непријателот кој го храни со познати лаги, за да биде слободен да ја слушне Божјата вистина. Ке сватиш дека додека се застапуваш, Бог ќе ти открива делови од клучот за ослободување на таа специфична работа кај твојот сопруг. Со други зборови, додека се молиш, тој ќе ти покажува како да се молиш. Цврсто верувам дека тенденцијата кон средовечната криза може да биде попречена ако се молиме на истиот начин. Секоја токсичност во душата на мажот, откако ќе ги мине 50-тите, на крајот ќе се излее од него како отров. Тоа е како невидливата брана што го задржувала да попушти со текот на годините. Кога ќе пукне, поплавата може да биде доволно силна за да го однесе и него. Доколку неговиот идентитет е цврсто изграден во Господ, тоа ќе направи огромна разлика во однос на тоа како ќе ги преживее тие времиња. Бог вели дека нашите први чекори треба да бидат кон него, да го бараме неговото лице, да ги следиме неговите закони, да го ставиме него на прво место, а нашите себични барања последни. Кога сме заедно со него, тој го води патот, а се што треба ние да правиме е да го следиме. Кога гледаме во него, славата на неговиот лик се пренесува на нас. Кога нашата слика за себе си е толку многу обкружена со Бог, што се губиме себе си во процесот, тогаш сме слободни. Ние ја сакаме таа слобода за нашите сопрузи, но и за себе си. Твојот сопруг никогаш нема да види кој навистина е тој, се додека не види кој е навистина Бог. Моли се да го најде својот вистински идентитет. Молитва. Господе, се молам името на сопругот да го најде својот идентитет во Тебе. Помогни му да ја свати својата вредност низ Твоите очи и според Твоите стандарди. Помогни му да ги препознае уникатните особини кои Ти си ги ставил во него и да може да ги цени. Помогни му да се гледа себе си како што Ти го гледаш и да свати дека си го направил малку помало од ангелите, но со слава и чест си го овенчал и си го поставил на делата од рацете Твои и се си подчинил под нозете негови. Псалм 8, 5 и 6 стих. Замолчи ги гласовите кои му велат поинаку и дај му уши да го чуе Твојот глас, кој му вели дека не е неговата совршеност таа која ќе го направи успешен во животот, туку Твојата. Откри му дека тој е лик и слава Божја. 1 Коринќаните 11 глава 7 стих. И дека е целосен во него кој е глава на секое поглаварство и власт. Колошаните 2 глава 10 стих. Дај му мир и сигурност знаејќи дека е прифатен, а не е отфрлен од Тебе. Ослободи го од фокусираноста на себе си и засраменоста кои можат да ја заробат неговата душа. Помогни му да види кој си ти на вистина, за да знае кој е тој на вистина. Нека неговата представа за себе биде ликот на Христос, врежан во неговата душа. Мокини алатки. Зашто оние кои ги познаваше однапред, нив и ги предопредели да се преобразат според ликот на неговиот син, за тој да биде првороден меѓу многуте браќа. Римјаните 8 глава 29 стих. А ние сите со откриено лице, гледајќи ја како во огледало Господовата слава, и се преобразуваме во истиот лик од слава во слава, така како што го прави тоа Господ, Духот. 2 Коринќаните 3 глава 18 стих.
Го соблековте стариот човек со неговите дела и се облековте со новиот човек, кој се обновува во целосното познавање според ликот на оној кој го создал. Колошаните, 3 глава, 9 и 10 стих. Зашто кој го слуша словото, а не го исполнува, прилега на човек кој го гледа своето собствено лице во огледало, па откако ќе се погледне и замине, веднаш заборава каков бил. А кој ќе се загледа во совршениот закон, законот на слободата, и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како делотворен извршител, тој ќе биде блажен во она што го врши. Јаков, 1 глава, од 23 до 25 стих. Дигни се, заблескај, зашто дојде твојата светлина и славата Господова изгреа над тебе. Исаја, 60 глава, 1 стих.